Денес на Филолошкиот факултет при Државниот универзитет во Тетово, во организација на студиската програма за македонски јазик и литература, се одбележа еден значаен јубилеј, а тоа е 70 годишнината од кодификацијата на македонскиот јазик. Кодификацијата на секој јазик представува еден значаен чин во историјата за секој народ, особено за македонскиот, бидејќи сите ние знаеме дека неговата борба за сопствен јазик, сопствен идентитет, сопствена држава беше макотрпна и тешка. Па така што денес се одржа едно пригодно предавање од страна на нашата почитувана професорка Лилијана Гушевска на тема 70 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Ние не го одбравме овој датум случајно, бидејќи токму пред 70 години, во месец мај, поточно на 5 мај 1945 година, е официјално усвоена македонската азбука, а еден месец подоцна, односно на 7 јуни 1945 година, е официјално усвоен македонскиот правопис. Така што ние на вистина и како професори по македонски јазик и како студиска програма по македонски јазик и литература се чувствуваме должни да го одбележиме овој значаен јубилеј, така што во оваа прилика на вистина и во моје лично име и во името на сите професори од катедрата за македонски јазик и благодарам на професорката Гушевска, бидејќи таа изнајде и сили и на вистина на еден својствен начин зданеа, одржа едно прекрасно предавање, пригодно предавање како што кажав, во кое што таа направи еден пресек, еден преглед на историјатот на кодификацијата, споменувајќи ги сите оние значајни дејци, преродбеници, учебникари кои што на вистина дале свој придонес за денес да имаме ние еден сопствен јазик и сопствен идентитет. Како што спомна и мојата колешка Марина, намерата беше да направиме еден пресек на сите оние значајни личности и на оние процеси и настани на кои што биле носители тие личности, зашто кодификацијата не е случаен чин. Тоа е еден само завршен момент на еден процес кој што трае речиси еден век наназад, така што беше многу важно ние да се подсетиме кои биле тие концепти, кои били тие, да речем, проекти за оформување на македонскиот литературен јазик во историјата. Нашите дејци соодветно на условите, на историските, да речем, прилики, настојувале да ја одржат својата борба за македонски литературен јазик, односно пред се тоа била борба за просвета на народен јазик и за богослужба на црковнословенски јазик во услови кога пропагандите навистина го разјадувале македонското национално ткиво. И затоа ние на овој голем јубилеј мораме да се подсетиме на сите тие нивни заложби, затоа што кога ќе ги гледаме основните принципи врз основа на кои е кодифициран македонскиот литературен јазик денес, македонскиот стандарден јазик, ние тие принципи ги наоѓаме веќе кај Крсте Петков Мисирков во неговата книга за македонските работи, речиси во идентична форма дадени, односно формулирани се истите оние принципи кои што подоцна ги освојува и Комисијата за азбуката и правописот од 1945 година. А како идеја, тие принципи ние можеме да ги проследиме наназад кај голем број други македонски преродбеници, особено нели идејата дека западните македонски говори, подоцна централното македонско наречие, треба да биде основата на македонскиот литературен јазик. Колку денес го познаваме и колку го практикуваме македонскиот јазик? Па, вака, ова е убав повод, така што јас само би сакала денес да кажам, јас сум пресрекна што имаме голема продукција на македонски јазик. Прашањето за почитувањето на стандарднојазичната норма е секогаш горливо. Ние македонистите може би сме издодевни кога постојано зборуваме дека мораме да водиме поголема грижа и навистина е така. Особено кога ќе го имаме предвид целиот тој историјат. Колку е голема привилегија да се зборува на мајчиниот јазик, да имате можност да го употребувате секојдневно во сите сфери на едно општество, ние забораваме на таа привилегија секојдневно, така што и недоволно, би рекла, се грижиме за јазикот. Меѓутоа, јас сепак имам верба во сите нас и вака одговорно како професор по македонски јазик со сите мои колеги можам да тврдам дека ние работиме многу на тоа поле
и се надевам дека како ќе одминува времето, се повеќе ќе расте свеста дека мајчиниот јазик е нешто на вистина најважно, зашто и Коневски рекол, тоа е нашата единствена комплетна татковина. Така што, ако ја сакаме татковината, тогаш мораме да го чуваме и мајчиниот јазик.